Вработувањата во јавниот сектор се интензивирале пред официјалното распишување на изборите во средината на февруари, а тоа секогаш остава простор за сомнежи за политичка корупција, односно начин да се придобие гласачкото тело. Само последните 2 месеца до распишување на изборите, јавните институции објавиле огласи за дури 2690 работни места во јавниот сектор. По одделни институции, огласи за најмногу работни позиции објавиле неколку јавни предпријатија, и тоа национални шуми како апсолутен рекордер со 385 работни места, потоа јавното предпријатие за заштита и одржување на магистрални и регионални патишта со 215 и АД Електрани на Северна Македонија или ЕСМ за неколкуте своји подружници со 160 вработувања. Погоре на листата се и Министерствата за економија, за образование и наука, како и Службата за општи и заеднички работи при владата. Експертите коментираат дека забрзаното вработување на државна сметка пред избори е секогаш симптоматично. Полнењето на јавниот сектор, ајде нека го ставиме во наводници, можете слободно да го изедначите со политичко, односно конкретно партиско влијание во даден момент. Тие доколку се одвиваат непосредно пред избори не се различни. Многу е тешко да кажеме кој е политичкиот интерес, затоа што немаме правни процедури кои завршуваат со некаков исход. Така, сакаме да имплицираме, нели, еве дека тие се местени вработувања, меѓутоа без правна разрешница дека некој наместил на толку многу нивоа на филтри низ кои што треба да помине, а никој не е за ништо осуден, тешко е да констатирам дека за тоа станува збор, иако постојат бројни индиции дека тоа се случува. Сега за оној дел каде што има за една институција голем број на апликанти, каде што институцијата не може по обем на услуги, обем на работа да оправда зошто има толку вработени и зошто сега одеднаш вработува толку многу луѓе, тука треба акутно да гледаме дали има простор за злоупотреби, кои се злоупотребите. Зошто институција со, не знам, со 3000 вработени нагло распишува оглас за 400 места. Тоа е многу симптоматично. Дека овој модус операнди на јавни вработувања пред избори за партиски гласови за возврат е долгогодишна практика, неодамна зборуваше и антикорупционерот од претходниот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата Владимир Георгиев. Тоа се случуваше, аз не знам дали и сега ќе биде прескокната да се објавуваат голем број на огласи на еден ден дури пред конечното распишување на огласите од страна на собранието, што веднаш потоа се ставаат во умирување. Тоа го имавме со години наназад пред секој изборен циклус такви примери. Значи, Агенцијата за администрација веднаш ги стопира тие и согласно изборниот законник 8А, тие се ставаат во умирување додека трае изборниот процес, за да продолжат оние постапки што се запрени по завршување на изборите. Меѓутоа, тука веќе се воспоставуваат клиентелистичките односи. Бидејќи власта вели, бидејќи тие ги распишуваат огласите, ние ќе вработуваме, па на одреден начин се сугерира веројатно на електоратот, гласајте, знаете за кого би требало да гласате, бидејќи по завршување на изборите ние ќе ги завршиме и овие огласи за вработување. Во суштина, значи, тоа е еден механизам за воспоставување на клиентелистички односи помеѓу партиите и граѓаните и обид, би рекол, за влијание врз избирачите. Јас се надевам дека граѓаните конечно ќе бидат свесни после толку изборни циклуси дека не само за вработувањето огласи, туку започнување градежни работи или рекламирање на градежни работи во тек, што 4 години претходно никој не ги споменувал. Така да сега во овој период, ја верувам дека повторно ќе се интензивира се со обид да се придобијат гласови, а после тоа повторно 3-4 години ништо да не се прави. Професорот Гоцевски го прашавме колку државните институции се однесуваат меритократски кога вработуваат, односно дали клучни критериуми за тоа се вештините и квалификациите пред политичката или партиска позадина. Тој вели дека формално институциите ги почитуваат плановите за вработување кои предвидуваат конкретни критериуми, како на пример соодветно образование. Меѓутоа во реалноста тие често се менуваат. И рамката бележи честа промена и чести измени. И не е прв пат да изминативе 6-7 години се забележуваат измени околу видот на образование кој што се поставува како општ услов и друг тип на квалификации што се пишува како посебен услов, потребни, не знам, за дали за сметководство, дали за расиско работење, дали има поседува или не поседува, така да соодветното образование, дали е условно речено, дали одговара за работното место,
според описот што е дефиниран за работното место, треба да го бараме во општите акти, во акт за систематизација на работни места, бидејќи самиот оглас како таков мора да го одрази правилникот за систематизација. Меѓутоа, она што дополнително треба да се укаже е дека тренд кој што е видлив во најголем број, да избегнем да кажам сите, сите огласи за вработување или постапки за селекција на административни службеници, бележат измени на правилникот за систематизација на работни места, кои што содржат и категории во делот на образование, кои што се бара за тоа работно место, непосредно или неколку месеци непосредно пред распишување на работното место. Така да тоа е еден показател дека тие се условно речено се подредуваат за да се одветствуваат за одредено вработување. Реформата на јавниот сектор, особено на администрацијата, која често во меѓународните извештаи е оценета како бавна и недоволно ефикасна во давањето јавни услуги на граѓаните и фирмите, според Денковски е само одраз на слабиот капацитет за промени на државата. Тоа е субјективен мој став како експерт е дека концептот на реформирање на јавната администрација во смисла на воведување на некој нова парадигма или начин на работа треба малку да се подзаборави, затоа што 20 години оваа држава е постојана во некаков процес на промени. Каде што очигледно увидно дека промената на правната рамка едновремече кореше далеку со побрза фреквенција, поголема частота отколку фактичкото спроведување на тоа што со закон е предвидено. Така да ние треба во поглед на јавната администрација да влеземе во еден процес на консолидација. Тоа од 2017 се барем мои изјави. Администрацијата треба да се консолидира. Треба да се пречисти, да се изфилтрира и да застане на едни попредвидливи, пологички во организационна смисла, да стане една пологички организирана целина, така да ако веќе мора да биде реформа, треба да оди во насока на консолидација. Да се пречисти кои институции мора да постојат, кои линии на отчет да постојат, кои институции ќе одговараат за што, кои институции ќе креираат политики, кои институции ќе ги спроведуваат на терен. Реално капацитетот на оваа држава да спроведува некакви системски или структурни промени, по тоа подразбирам да се направи зафат кој влијае на повеќе институции одеднаш. Не само реорганизација во една институција, смени вака, смени така, не. Процес што мора десетина институции паралелно да го изведуваат. Тоа би биле системски промени. Капацитетот на оваа држава е да може да спроведува на период од 2 до 6 години системска промена. Промени се случуваат латентно. Немаме капацитет за брзи промени. Едноставно нема ниту човечки, ниту кадровски, ниту политички. Помеѓу другото, поради големата флуктуација на политичко водство. Не знам, пред некој време сега кој беше објави дека 116 министри се сменети за овој кус период, што значи дека голем дел од министрите не истерале ниту еден мандат. Тука имате промена на политички позадини, провениенција на министрите, сега ако имате промена на раководството што треба да го движи и застапува процесот на реформата, тие процеси се раѓаат, згаснуваат, се паузираат, се менуваат во ход, ништо не бива. Така да реалниот капацитет е малку на среден и долгорок смислени промени. На краток рок немаме капацитет. Инаку, целиот јавен сектор во земјава, според последните податоци, брои 129.374 вработени.